со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добре, почитувани слушатели, денеска е среда, уште еден круг на радио Слободна Македонија. Денеска во кругот повторно политиката. Се зборуваме за актуелната политичка состојба, особено за она што се случуваше и се случува денеска и вчера на територијата на Скопје. Тоа е двата протести, едниот против Уставниот суд, другиот во подршка на Уставниот суд. Да, е темата на која што денеска ќе дебатираме. Мој денешен гостин, нова тема ќе биде Виктор Цветковски, генерален секретар на граѓанската опција за Македонија. Со него почнуваме веднаш по кратката пауза. Повторно назад, почитувани слушатели, во круг. Мој денешен гостин, кој што најавив, е генералниот секретар на граѓанската опција за Македонија, господинот Виктор Цветковски. Добар ден, господин Цветковски. За почеток, каква е моменталната состојба на теренот на оној протест или собир кој што го најавите и го организиравте вчера и во текот на денот во одбрана на, како што ги нарекувате, институциите во Македонија? Во моментот, дали ваши активисти се уште на терен и до кога ви останале таму? Добар ден и до вас и до слушателите на вашето радио. Значи, првин би ви исправил, не е протест. Ние во неколку наврати од граѓанската опција за Македонија тоа го потенцираме дека не протестираме, туку даваме поддршка на институциите во Република Македонија. Од причина што сметаме дека некој свесно, упорно во последните неколку месеци или година се обидува да ги руши институциите на Република Македонија, а рушејќи ги институциите на Република Македонија директно ги руши темелите на оваа држава и влегува длабоко во суверенитетот на државата. И вчера отпочнавме една поддршка на институциите со таа намера да им дадеме поддршка да одлучуваат онака како што сметаат дека треба да одлучат, согласно нивните ингеренции, нивната совест, од причина што првенствено се избрани да одлучуваат по сопствено убедување, а секако секој сноси одговорност за она што го одлучува и за она што го работи како врвен професионалец. Сметаме дека вчерашната поддршка пред се и на граѓаните, и се помалку има активисти, се повеќе има граѓани што не радува, што граѓаните го чувствуваат тоа дека треба да застанат во одбрана на институциите, да не дозволиме некој за своји лични потреби на дневна основа, зависно од неговите погледи треба или не треба, признава или не признава одредена институција, да го менува ставот од момент во момент. Од тие причини застанавме во одбрана на институциите и реално овие институции не почнале од денес, не почнале од вчера, не почнале од доаѓање на одредени поединци на чело на тие институции. Оваа држава може да кажеме дека темелите се удрени многу порано, многу претходно и некој крв пролеал за овие институции денеска и овие генерации, да ги чувствуваме и да ги живееме бенефитите на современата македонска држава. И од тие причини граѓанската опција за Македонија застана во одбрана на институциите и поддршката е очигледна. Вчера на обраќањето од представниците на граѓанската опција за Македонија наидовме на огромна поддршка, што апсолутно не радува, и сметаме дека ова за нашето кратко постоење како политички субјект покренавме една иницијатива што најде на огромно одобрување од граѓаните. Ве обвинуваат дека става збор за контрапротести со оглед на тоа дека беа на иднината период се организира и други протести кои што беа против Уставниот суд. Тие и вчера беа организирани. Прво, моето прашање е околу тоа дали бевте мотивирани за организацијата на оваа поддршка како резултат на константниот притисок што беше насочен кон Уставниот суд изминативе денови од една група на невладини организации, позади кои од вчера застана и Социјалдемократскиот сојуз. И второто прашање ми е во насока на оценка на политичката на вмешаноста на политиката како фактор за притисок врз конкретниот случај Уставниот суд. Со оглед тоа дека мислам дека е прв пат во историјата на Македонија политичка партија да организира
протест против уставниот суд, како што тоа го најави вчера Социјалдемократскиот сојуз, како форма на притисок врз една таква институција, која добро се сеќаваме ние изминативе неколку години, пред 7-8 години, кога овој ист уставен суд или у некоја друга форма укина серија на закони на владачката партија, тогаш имаше дебата во јавноста околу тоа зошто некои ги коментираа одлуките на уставниот суд, а денеска истите тие луѓе кои тогаш го критикуваат коментирањето на одлуките на уставниот суд, денеска организираа протести. Значи, првин во делот на првото прашање, факт е дека таквите обвинувања знаеме од каде доаѓаат од на страна од каде што тоа не им се допаѓа, од причина што она што и претходно го говорев, дека тие гледаат со она диоптрија зависно од нивните потреби и зависно од моменталните состојби, така ги толкуваат и нивните и законите, и уставот, и нивните ингеренции, но и нивните позиции во сите овие политички збиднувања што се обидуваат да ги наметнат и дури длабоко, како што наведувам и неколку пати го споменуваме, свесно или несвесно навлегуваат во рушење на системот кој со години е воспоставен. Значи, тој атак продолжува, значи уште од вчера кон сите нас представници на граѓанската опција за Македонија, тој атак е со сите можни средства и по социјалните мрежи и така натаму, тоа неспорно апсолутно нема да не поколеба на ставот кој што го имаме изградено, дека некој треба јасно, цврсто да застане и да не дозволи да се врши притисок на институциите, од причина што само на тој начин можеме да ја задржиме Република Македонија како една држава суверена, независна, која сме ја формирале 90-тите години со таа цел. На овој начин дозволуваме тоа полека, но сигурно, со некои надворешни кујни очигледно да доаѓаме во ситуација полека, но сигурно да го рушиме суверенитетот, што не е добро. Од друга страна, во делот на сето она што некој се обидува да го прикаже тоа како што смета, значи доаѓаме во една ситуација да во Република Македонија сето ова што се случува има свој континуитет, што ние реално сметаме дека треба да се стави крај на сето тоа и не треба да дозволиме да доаѓаме во една ваква ситуација. Од тие причини повторно ќе кажам, цврсто сме на ставот дека ќе продолжиме да повикуваме пред се институциите да работат без притисок, да носат своји одлуки, а сигурно секој врз основа на она што смета во одреден момент има законска одговорност, политичка одговорност и така натаму. Благодарам, тука правиме првата кратка пауза, потоа се враќаме веднаш. Повторно назад во кругот, почитани слушатели, како што најавив мој денешен гостин Виктор Цветковски од граѓанската опција на Македонија, генерален секретар. Продолжуваме на темата каде што застанавме. Господин Цветковски, второто моје прашање за кое што немавме време во првиот дел да допрецизираме. Имаме една таква парадоксална ситуација која што во моментот се случува, тоа што изминативе, мислам дека чина беше 2007 или 2008 година, кога Уставниот суд во Македонија укина серија на закони од веронаука, не знам, до оној законот за трето дете ги укина на оваа владеачка гарнитура. Тогаш луѓето кои што ги коментираат тие одлуки на Уставниот суд беа жестоко напаѓани и тоа од истата група која што денес организира протести против тој Уставен суд и не само што организира протести, туку има една голема доза на навреди, на омаловажување, на закани кон уставните суди. И сега моето прашање е која е логиката на таквите промени, диаметрални позиции во поглед на своите ставови, ако еднаш сте бранеле став дека не смее да се коментираат одлуки на Уставен суд, денеска да излегувате и да протестирате и да се заканувате против тој Уставен суд. Не е ли тоа малку лицемерно? Не, тоа е малку лицемерно, тоа е многу лицемерно. И гледаме дека упорно во тој дел цело време се вртиме во круг, како што носи самата емисија назив, од причина што тоа лицемерие оди до таму да не се ни свесни до кој степен
го менуваат својот став од момент во момент, зависно од нивните потреби, но очигледно тоа покажува слабоста во моментот на Социјалдемократскиот сојуз, односно пред се на раководството на Социјалдемократскиот сојуз, нивната безизлезност. Доаѓаме во ситуација да сите одлуки не знаете која е полицемерна. Вчера на обраќањето пред граѓаните и тоа го кажав дека гледате во еден момент до вчера застапувате став за департизација на институциите на власта, на владата пред се, високите функционери на владата, а имате ситуација во која тој што до вчера за да биде избран, тоа го говореше, откако стана избран за технички министер или за министер за внатрешни работи, доаѓате вчера да го видите во позиција пред Министерството за правда на чело на колона. Да, тоа е веројатно еден од поголемите парадокси на действото. И тоа е лицемерно, значи како можете до вчера да се повикувате за департизација и вчера не знаете која колона ја води. Дали ја предводи и организира она што му е по устав, по закон, обврска како министер за внатрешни работи, да се грижи за безбедноста на граѓаните и безбедноста на сите оние вработени професионалци во Министерството за внатрешни работи, а очигледно вчера во центарот на градот имаше многу припадници на МВР, дојдоме во ситуација да го видиме актуелниот министер за внатрешни работи на чело на оние кои протестираа против институциите на уставот. И значи работите отидоа многу повеќе. Од тие причини велам дека не се работи овде за мало лицемерие, овде се работи за огромно лицемерие, за двоен аршин, за селективно презентирање на одредени ставови политики, кои што буквално зависно ги третираат онака како што на нив им одговараат и со такво лицемерие бараат поддршка од граѓаните и од тие причини се кријат позади вакви платформи, онакви платформи, вакви невладини организации и така натаму, свесни се дека нема друга можност тоа да буквално на друг начин го представат и пак дојдоа во ситуација да таквото нешто, таквото лицемерие не им помине пред граѓаните. Тоа меѓутоа чудно е што никој, да речеме, освен вие како политичка организација, никој друг во Македонија некако како да не е загрижен за ова силување на институциите на системот и константен притисок. Сепак малку не само што е велиме дека некои потези на некои луѓе во опозицијата можеби се лицемерни, меѓутоа се и многу нелогични. Социјалдемократскиот сојуз е дел од владеачката гарнитура во има 20 министри, тоа не било кој него после премиерот за спроведување на избори, вториот најважен човек во таа влада е министерот за внатрешни работи. Тој е одговорен пред се за внатрешната стабилност на Република Македонија, за безбедност на граѓаните и гледаме дека тој е дел од масата луѓе кои што сметаат дека треба да се врши притисок на органите на државата. Значи, во една таква ситуација доаѓаме, буквално не знаете на кој начин да реагирате и затоа ние како политичка партија пред се поставивме со една ваква платформа политичка за да буквално предизвикаме и да ги повикаме граѓаните да ставиме крај на сето ова. Ова веќе подолго време се одразува негативно на Република Македонија, најмногу на граѓаните на Република Македонија и повторно ќе кажам не радува што поддршката доаѓа. Можеби привидно нас не радува што како политички субјект први излеговме за одбрана на институциите и повикуваме да се стави крај на ова политичка криза која апсолутно е вештачка, која се повеќе веруваме дека кујните се надвор од Република Македонија. Очигледно некој настојува во целата ова ситуација да профитира на некој глобално ниво. Гледате во еден притисок кој Република Македонија соочена со бегалската криза и така натаму, наплив на мигранти, доаѓаме во ситуација да овде на сила некој настојува да ни прикаже дека институциите не функционираат. И веројатно многу внимателно и од тие причини влеговме цврсто во целиот овој настап наш како политичка партија, но од друга страна буквално да ги охрабриме и политичките субјекти пред се граѓаните на Република Македонија да застанеме на патот на рушење на институциите пред се повторно ќе кажем на суверенитетот на државата. Благодарам околу внатрешната безбедност и можните предизвици од надворешна дестабилизација продолжуваме веднаш по кратката пауза. Уште еднаш назад во вториот дел од денешниот круг, почитувани слушатели, мој денешен гостин Виктор Цветковски, генерален секретар на ГРОМ, зборуваме за актуелната
актуалната политичка состојба. Господин Цетковски, постоеше ли страв вчера кај вас условно околу можноста за ескалација на состојбите со оглед на тоа дека имавме две спротивставени, условно кажани, групи кои што беа на улица? Значи, видете, ние апсолутно бевме убедени во она што го застапувавме и бевме свесни дека тоа на некого му пречи. Апсолутно во ниту еден момент не почувствувавме страв за ниту нашата безбедност, ниту за безбедноста на граѓаните. Мора овде да признам очигледно професионализмот во службите во Министерството за внатрешни работи вчера беше на високо ниво. Апсолутно видовме дека таа добро поставена организација на професионалците внатре во Министерство за внатрешни, видовме дека беше буквално на испит поставена, но апсолутно ние како организатори нормално и сносевме одговорност и за безбедноста. Апсолутно немавме ниту намера да се судриме со некого. Легитимно имавме право да го изразиме нашиот став. Ние го изразивме и апсолутно во тој момент не почувствувавме ниту страв, ниту сега во моментот, но сигурно водиме сметка да сето тоа помине онака како што личи достојанствено пред се и нормално во рамки на еден нормален тек како што личи на една демократска партија. Има, значи, вчерашната ситуација, односно за вчерашната, со повикот на лидерот на опозицијата за масовност на протестот против Уставниот суд, има една, според мене, парадоксална ситуација која што ја се оценувам како неодговорно однесување. Тоа е, ако полицијата требаше вчера да биде на барикадите во Скопје и да го штити внатрешната безбедност на државата од евентуални можни внатрешни судари, тогаш имаш отворен беше еден друг ризик, а тоа е надворешната граница со Грција, која што ние се соочуваме со наплив од сериозен број на илегални мигранти кои што само еден ден претходно се обидува нелегално да влезат, што значи ако вие треба да ја штитите при вакви протести во Скопје, потребни се силите ви се насочени внатрешно, не можете да надворешно на границите. Зошто некому беше потребно да предизвикува такво провоцирање, условно да кажам, на можноста на нарушување на безбедност на границата со Грција, ако знаеме дека таму полициските и армиските службеници се најнеопходни барем во овој момент. Да, и гледаме дека притисокот од страна на Грција и Грција се соочува со огромен број наплив на бегалци, доаѓаме во ситуација да буквално не може да се контролира бројката, да се менува на дневна основа од час во час и силите на безбедносните сили на Република Македонија сигурно се потребни и во делот на моменталната ангажираност, но и во делот на евентуални потребни резерви. И секое дестабилизирање внатрешно, она што упорно го говориме, ја дестабилизира Република Македонија и на меѓународен план. Затоа ве прашувам, дали тоа, јас го нарекам неодговорно однесување на опозицијата, меѓутоа некои велат дека има многу тука елементи на смислено сценарио околу... Ние упорно го повторуваме и во емисијата сега го кажав дека апсолутно сме убедени дека овде се работи за вмешани меѓународни структури, очигледно некои кујни кои што опозицијата игра на карта. Не случајно говориме дека на нас не ни треба марионетски представници, затоа што на овој начин гледаме дека доаѓаме во ситуација да свесно се урива Република Македонија од внатре. Значи, ние поддржуваме секаков протест, секакво протестирање во делот за легитимни цели. И неспорно е, секој има право да го искаже својот став јавно. Но ако во континуитет гледаме дека некој упорно настојува да ја дефокусира јавноста, да ги ангажира внатрешните сили, да буквално влегуваме во некои глобални текови кои што ни ја ослабнуваат позицијата како држава, ние реагираме на тоа. Не се работи за неодговорно. Нас и лично мене и сите нас од Гром многу повеќе не плаши дека некој свесно ова го прави. Неодговорноста е кога не сте свесни
Овде одговорноста е во тоа што тие свесно влегуваат во едно вакво сценарио. Значи, да имате, повторно ќе кажам, значи, се повикувате на департизација, а сте представник и одите и предводите структура која ги руши институциите и повикува на протести, притисок, дури знаеме до кој степен отидува и какви се повици добија пред Уставниот суд судиите, не треба да забораваме дека тоа се наши судии легитимно избрани во собранието. Ако и на начин нормално, како целата процедура помината за нивниот избор. Но, потоа да сите тие личности ги девалвирате на еден ваков начин, да директно им се заканувате за нивната безбедност и нивниот живот и нивните семејства, тоа укажува дека овде некој свесно сака да предизвика внатрешни судири, што ние не сакаме да дозволиме, нема да дозволиме и такво нешто ќе му се спротиставиме легитимно, институционално внатре во институциите на оваа држава, во која длабоко веруваме затоа што се градени со години. Може ми има поединци секаде кои што во својата професија направиле несовесно, непрофесионално работење и така натаму. Но тоа не значи дека треба да ги поистоветуваме. И претходно сме имале суди родбински поврзани, вака поврзани со одредени представници на политички партии, но не било до тој степен изразен револтот према нив, према институцијата и на тој начин да се сквернават и како личности и како представници на институцијата. Дали ова е можеби ново сценарио за повторно одложување на изборите? Создавање некакво ли? Да, ние го во неколку наврати тоа го споменуваме дека ова личи само во тој правец оди ваквото сценарио и сето она што се очекува во наредниот период. Едно од сценаријата е со предизвикување на кризи, со евентуални судири внатрешни, како што имавме во месец мај и така натаму, 2015 година, а другото сценарио веројатно се оди во делот на пречистување на избирачкиот список и тука зависно од моментот од кој сценарио ќе може да абсорбира. Таа апликација на интернет предизвика многу забуни кај граѓаните, сега е повлечена, меѓутоа тоа исто така може да се толкува веројатно у таа насока дека некој сака да создаде атмосфера дека... А истата беше спротивна на закон кој што од 2015 година истата сега опозиција бараше да се направат тие измени и тоа ажурирање на списокот доди на месечна основа, а се пушти список со 31 декември, ние сме март месец, а представникот или председателот на Државна изборна комисија по предлог на Социјалдемократскиот сојуз и сега гледате кој сака да ги добивате одговор на тоа, кој ги работите во Република Македонија представува во светло само што не им одговара, затоа што тој избирачки список веќе требаше одамна да излезе со 1 март 2016 година. Списокот требаше да биде ажуриран во јануари месец, во февруари, во март, истото тоа не е направено. Тука правиме уште една кратка пауза и потоа во финалето на денешната емисија. Повторно назад, почитувани слушатели, во финишот на овој денешен круг, мој денешен гостин Виктор Цветковски, генерален секретар на ГРОМ. Господин Цветковски, за крај, вие сте единствениот чинам во Македонија кој што има поднесено кривична пријава против лидерот на опозицијата за објавувањето на преслушуваните материјали. До кај е таа состојба? Па да, единствен кој што поднесов кривична пријава за објавување на моите приватни разговори, во кој што апсолутно нема ниту К од криминал. И тогаш и кога објавив дека ќе поднесам кривичната пријава против Социјалдемократскиот сојуз како правно лице, Зоран Заев како одговорно лице и Мартин Костовски овластеното лице кој што на пресконференција во Куманово пред сала од 300 луѓе внатре во салата и представници на медиумите го објавија разговорот со тогашната министерка за внатрешни работи. Тогаш објавив дека јас ова работа ќе ја туркам институционално, верувајќи во институциите во Република Македонија и јас низ таквиот пример покажувам во неколку наврати дека сум убеден во институциите, во капацитетот на институциите во Република Македонија
Значи, првим поднесов кривична пријава преку јавното обвинителство. Јавното обвинителство, основно јавно обвинителство во Куманово, први ми отврли со образложение дека треба да биде гонењето по приватна кривична тужба. На тоа поднесов жалба до Висше јавно обвинителство. Висше јавно обвинителство ги прифати нашите жалбени наоди и го врати предметот повторно со задолжение јавното обвинителство основно да продолжи да работи по предметот. Во меѓувреме се формира специјално јавно обвинителство. Основно јавно обвинителство Куманово го достави предметот согласно закон до специјалното јавно обвинителство кое се формира со единствена стварна надлежност да ги работи предметите кои што се поврзани со прислушкувањето незаконско во Република Македонија. За кратко време од специјалното јавно обвинителство добив известување дека предметот е земен во стварна надлежност да го работат, за да после 40 на дена добиам известување дека сепак ме упатуваат, тука прекинува нивната надлежност и ме упатуваат на приватна кривична тужба. Во тој момент и реагирав и како адвокат, и како граѓанин, и како секретар на ГРОМ, од причина што ние неколку наврати го кажувавме тоа дека формирањето на специјалното обвинителство беше формирано под притисок, беше формирано избрзано, беше формирано испротивно на постоечките закони во делот на државно јавно обвинителство, уставот и така натаму, и дека ќе покаже многу аномалии, и една од аномалиите која ја има сега тој закон се покаже и во мојот предмет дека јас немам право на жалба на одлуката, што е спротивно на Устав на Република Македонија. Како немате право на жалба? Немам право на жалба, дури специјалното јавно обвинителство ме извести со известување, а согласно закон за кривична постапка е должно да изготви решение и со решение и да ме упати со правна полка на понатамошна постапка. И еве го тој закон из мојот пример покажува аномалии, упорно говориме дека има многу пропусти во тој закон поради тоа што беше носен на брзина, зависно на некој како му одговараше, и го урива уставниот поредок во делот на гонење на кривични дела. Но ние продолживме покрај тоа институционално, повторувам, не вршев притисок пред специјалното јавно обвинителство, не гаѓав со јајца и така натаму, не навредував никого, ниту специјалниот обвинител, ниту незините колешки, апсолутно и колеги. Поднесов жалба на тоа известување, ми беше одговорено дека Немате право на жалба. Не, дека самостојноста на сепак специјално јавно обвинителство е самостоен орган и нема второстепеност во својата постапка, што е спротивно на Устав, повторам. И дури ми беше и покрај тоа наведено, и покрај тоа што обележјата на кривично дело постојат во случајот, ме беше упатено на кривична тужба. Нема многу време, меѓутоа морам да расчистиме како нема второстепеност на одлуките на... Нема, значи... и тоа е аномалија која специјалното јавно обвинителство мора да се разреши. Дали ќе бара од собранието пред 2 дена, мислам дека е доставен извештај на специјалниот јавен обвинител до собранието. Мислам дека еден од заклучоци треба да биде да си ги променат. Дури не е регулирано и судирна надлежност, и кој ќе одлучува во судирна надлежност на делот на специјално јавно обвинителство и државно јавно обвинителство. Гледаме дека специјалната обвинителка се жали дека во одредени институции не може да дојде до информации. Значи, таа треба како орган кој што веќе избран од собранието да си, односно од обвинителите, советот на обвинители, ќе треба да си влезе во една постапка да си ги регулира тие аномалии, инаку вака ќе дојде во ситуација нејзините одлуки по разни основи, повикувајќи се на Уставот на Република Македонија да и паѓаат. И од тие причини, но пак тоа го кажуваме да го прават институционално и да го правиме сите ни институционално, инаку за на крај и на емисијата, јас таа приватна тужба по препораките и на специјалниот јавен обвинител ја продолжив постапката, ја поднесов до Основниот суд во Куманово. Имам информација дека се подигнати и се примени доставниците од страна и на правно лице СДСМ, и на Зоран Заев како обвинет, и на Мартин Костовски, и на 24 март се гледаме во суд. Се надевам дека го признава судот во Куманово, како што го признава и судот во Струмица, и ќе дојде да се соочиме со аргументи кои му беа причините да влезе со една
објава на разговори кои се моја приватна работа. Благодарам. Тука е крајот на денешниот круг. Мој денешен гости беше Виктор Цветковски, генерален секретар на ГРОМ. Поштени слушатели, круг е емисија на радио Трговското друштво Радио Слободна Македонија со Марија Николовски, уредник и водител. Денеска е 16 март 2016 година. Имајте пријатен ден. Круг со Марија Николовски на радио Слободна Македонија.